Забраната за пристап до процедурата за барање азил на економските мигранти повторно ги активира старите канали за криумчарење, вели српскиот народен правобранител Саша Јанчевиќ. При заедничката посета со неговиот македонски колега Иџет Мемети на двата прифатни кампа на границата меѓу двете земји. Мемети смета дека во Македонија со практикувањето на одлуката со која само на бегалците од војните подрачја им се дозволува влез во земјава, врши дискриминација по етничка основа. Двајцата правобранители се сложни дека условите во камповите во двете земји за бегалците треба итно да се подобрат и дека е неопходно попрактично да се користат ресурсите. Bolje ono malo resursa što imamo, bolje da ih iskoristimo, jer mislim da ne treba nikakva nuklearna fizika za to da se iznad ljudi koji čekaju napravi nadstrešnica, da se pored puta, pored koga su hiljade smeća kesa za smeće, postave plastične kanete za smeće, da se deci pomogne da manje čekaju. Уште многу треба се работи, а најголемиот предизвик е што еве скоро е зима. Се уште зборувам за нашата влада планира, а снегот ќе стаса пред реализацијата на плановите, се плашам да не се случи тоа. Во Србија полицијата освен основното регистрирање на бегалците врши и проверка на нивниот багаж со детектор за метал, ги фотографира бегалците и им зема отисоци. Бегалците со кои разговаравме во Табановци во Миратовац велат дека најмногу им причини хуманиот третман во македонските возови и студеното време, затоа што мораат навечер да преноќат во Табановци на ниски температури. Во Табановци мигрантите се греат на едно ќумбе поставено во близина на железничката станица. Too much cold and too much problem. Four people and my baby. My baby 2 months. Во кампот во Табановци секоја вечер преноќуваат по околу 500 луѓе без никакво грејење. Од Македонскиот центар за управување со кризи велат дека тој проблем ќе биде решен до крајот на неделава. Не се задоснати. Значи вака, ние имаме во моментот електрична енергија која е приклучена преку контролен стат до железничка станица, но капацитетот на тоа приклучување е некаде до помеѓу 35 и 50 киловати. Секако тие 50 киловати не може да ги задоволат потребите на проширувањето на кампот. Тоа беше мал, тогаш беше доволно таа електрична енергија. Значи мораше да се размислува во правец да се инсталира нова трафостаница, и еве таа е инсталирана тука со многу поголем капацитет. Мемети вели дека не смее да се дозволи луѓето со инвалидски колички да го минуваат патот од Табановци до Миратовац. Неопходен е похумен превоз за луѓето од ранливите категории. Тој предлага возот од Гевгелија да не застанува во Табановци, туку да продолжи до Прешево. Само во последниве 48 часа од Македонија во Србија влегле околу 8000 бегалци.